денешен гостин позади себе има долгогодишна актерска кариера, голем број актерски улоги, одиграни представи. Освен тоа што е вработен во Битолскиот народен театар, можеме да го видиме и на сцената на Драмски или пак на Прилепски театар. Исто така тој е водител на голем број манифестации кои што се одржуваат ширум Македонија, а добитник е и на голем број награди и признанија. Јас сигурна сум дека веќе погодувате за кого станува збор. Во денешното издание на емисијата Одблиску со ќе се дружиме со битолскиот актер Петар Горко. Добар ден за вас, добре дојдовте пред се во емисијата Одблиску со. Добар ден, поздрав на гледачите на ТВ Медија. Така, се наоѓаме во една опуштена атмосфера пред бифето на Народниот театар тука во Битола, па и таква е мојата емисија, опуштена, ете, да водиме некој спонтан разговор со цел одблиску да ве доловиме на нашите гледачи. Ете, јас кажав неколку референции од вашата биографија, но ќе додадам дека за вас на вистина има многу да се зборува. Ете, дел од сите ваши работи ќе им ги доловиме денеска на нашите гледачи, токму преку оваа емисија Одблиску со. На самиот почеток ќе ви се заблагодарам за поканата што ја прифативте да бидете дел од оваа емисија. Ајде на самиот почеток би сакала да започнеме за вашата работа, па после малку ќе начнеме и некои прашања од приватниот живот. Долги години сте дел од Битолскиот народен театар, како што кажав, позади вас имате навистина голем број актерски улоги. Еве, на самиот почеток, дали може би имате некоја бројка колку актерски улоги и колку представи имате позади вас? Да, значи, во овој 25 години годинава правам стаж, полни работни искуство во Народниот театар во Битола. Некаде околу 97 улоги се во прашање и над 3.500 веројатно представи одиграни во сите овие години. Секако ги вклучувам тука и годините кога бев на факултетот за драмски уметности, затоа што и тогаш играв. Така да една импозантна бројка, секако едно огромно искуство, работа со фантастични режисери, гости од секаде од странство, со нашиве режисери македонски, лепеза на разноразни типови на улоги, така да убаво искуство и навистина сум среќен и задоволен што сум ова што сум. Така, ќе се согласам со вас дека навистина станува збор за една голема бројка, ете во овој 25 годишен јубилеј кој што годинава го славите. Ќе ви посакам на самиот почеток многу успех, се разбира и уште многу одиграни представи. Она со што би сакала да го започнеме нашиот разговор, на самиот почеток би ве навратила на оние детски денови, од кога се роди вашата љубов токму кон театарската уметност. Дали се сеќавате кога прв пат вие стапнавте на штиците што живот значат? Така, значи, љубовта е многу одамна. Тргна со рецитирање во таа една рецитаторска секција во тогашниот пионерски дом Трајче Магловски. И потоа, со годините, тоа беше од некаде од второ оделение, 8 годишна возраст. После тоа следеа разноразни настапи на сцените, прослави, тогашни бивши југословенски големи празници, се славе на тој начин. И после дојде средба со починатиот колега Петар Стојковски Бабец и со Јоана Поповска на една новогодишна приредба. И посакав да дојдем во театар да видам како е. Веќе бев 8 оделение. Па тие ме донесоа во театар и се појави првата улога, се побара дете, беше представата Ивкова слава. Играв еден лик кој се вика Митанче, на тие што го гледаа филмот сигурно ме познат. И така стапнав на сцената, февруари некаде 83-та година, пардон. Одамна беше во секој случај. Да, одамна. Долги години се позади нас. И едно преубаво искуство игра со навистина грандиозните наши актери. Со еден Ацо Стефановски, со еден Јосиф Јосифовски, Олга Намовска. И така, да не ги редам навистина прекрасни луѓе прво и прекрасни актери. Оние кои
со кој го чувствам до ден денес мирисот, затоа што ги имам на театарот, затоа што ги имам нивните фотографии во својата гримиорна. Така и таа љубов ете и после толку години, после 25 години од како прв пат нели стапнавте на сцената, трае до ден денеска. Јас верувам дека кога станува збор за вашата професија, можеби важи она истото како и нашата во новинарството, кога еднаш ќе навлезеш во тие води, потоа не сакаш да излезеш, нели станува како друга. Верувам дека истото е кај вас. Истото. И пак да се родам ќе бидам повторно истото. Ова што сум. Значи, тоа сум сакал да бидам, на тоа останав, тоа е мојата љубов. И секој ако си ја работи својата професија со љубов, ќе си остане таму каде што е и ќе има сигурно успех. Така. Значи, освен како актер во Битолскиот театар, јас кажав дека чисто ете можеме да ве видиме како дел од некој друг театар, без разлика дали е драмскиот, дали станува збор за Прилепскиот театар, често можеме да ве видиме како водител на некоја манифестација која што се одржува без разлика дали во Битола или ширум цела Македонија. Еве по-конкретно, освен вашата актерска улога, односно представите тука во Битолскиот народен театар, каде сите можат вас да ве пронајдат? Да, во Прилеп завршена таа представа Антица, која игравме. Навистина прекрасна представа. Во драмски се уште ја играме Хамлет и после толку многу години. Така да од септември сигурно ќе биде повторно на репертоар, затоа што следуваат нови генерации посебно во училиштата, затоа што убаво да ја видат. Таа е голема представа, одлична представа и убаво е да се види. Значи драмски театар е таа е втора дестинација, матичната ми е секако овој мој Битолски театар. Тука е представата зад чие име, пред чие име седиме ние Кралски игри, која на 15 овој месец е во конкуренција на театарскиот фестивал Војденче Одрински. Заради неможноста на сценографијата да се однесе во Прилеп, ќе се игра во Битола, значи ќе дојдат жирито и публиката во Битола да гледаат представата. Посебно ми е драго, тоа е последната од оваа сезона моја представа, една голема улога. Се работи повторно за Хенри VIII овој пат, таткото на Елизабета I и неговата љубов со Ана Болейн и сите случувања, нешто што е фантастично и го препорачувам. Значи на 14 ја играме за битолска публика, на 15 ја играме за прилепската публика, гостите од фестивалот. А во однос на другите настани, да, ме има често. Водителството е дел од мене. Уште од кога завршив академија, така ги водам најголем број на фестивалски настани, секако и најмногу години сум го водел Браќа Манаки фестивалот Битола. Секако тука бе Интерфест фестивалите, одредени манифестации кои се случуваат инцидентно, промоции на книги и такви работи. Ме викаат секаде низ Македонија. Веројатно, заради начинот на кој тој го правам непосредно, сепак има една воздржаност, класика, една убавина. Го правам со љубов, пак ќе кажам, за да можам да допрам до самата публика и тоа создава една убава атмосфера. И тоа е за респект и луѓето знаат тоа да го респектираат. Ете посебно бекстејдж. Тие се сите новинари, а јас им ги водам нивните родендени. Да, интересно во секој случај. Ете доказ за тоа што нели ве бараат на секаде во Македонија е тоа што публиката навистина ве сака и ете на некој начин и го препознаваат вашиот квалитет кој што вие го поседувате. Ви сакала да се навратам токму на представата Кралски игри која што пред малку ја спомнавте, кажавте дека ја толкувате улогата на Хенри VIII. Пред неколку години токму за улогата на Хенри VI во истимената представа, добивте улога, уствари награда актер на годината, ете можеби годинава ќе ви се повтори истото, јас ќе ви го посакам тоа, никогаш не се знае. Никогаш не се знае точно. Како се соживеавте вие во оваа улога како Хенри VIII? Да, ова не е Шекспир, што нели вие имате голем број на улоги позади вас, неве по-конкретно како ја доживеавте? Без разлика на големиот број на улоги, кога се почнува представа секогаш е од нула. Немаш никакво
предзнаење. Рутината и искуството се едно, меѓутоа она насцена е сосема друго. Соочувањето на публика вака очи во очи, како што и во самата представа. А сепак не е се едно, затоа што се чита и од очите, не е само со говорот. Улогата е прекомплексна. Прв пат се сретнувам со вакво нешто, со еден ваков монструозен лик, морам да кажем, каде што јас немам не една допирна точка, тоа веќе многу пати до сега имам кажано, меѓутоа еве да го повторам. Не најдов ни една допирна точка, значи човек кој константно глуми, не сака да покаже емоција, не сака на никому да им покаже дека ова и ова чувствува. Тоа беше најтешкото за мене како актер кој сум емотивен и актер кој својата душа фрла на сцената без проблем. Овде јас морав да ја запрам својата душа, да не се фрла, туку да ги префрлам сите тие преку сите можни театарски импровизации начини додека стигнам до вистинската линија, во која навистина бескрајно многу ми помогна режисерот Љупче Ѓоргиевски, кој совршено ја водеше актерската игра и мојата и на Катерина Анеска, мојот прекрасен нов партнер женски во представите, и која е игра на Болейн. И навистина сме еден тандем кој покажавме многу. Јас сум пресреќен со ова улога. Мислам дека заслуживме каде што се наоѓаме на фестивалот. Публиката е воодушевена, ја сака по представата и се надевам дека навистина ќе имаме интересен одзив, па зошто не и некоја награда во прилеп. Така, во секој случај, нели те да се награди тоа што одлично го сработивте. Иако не одат секогаш квалитетот со наградите, меѓутоа ајде. Во секој случај. Кажавте дека секоја представа, односно секоја улога за вас е нов предизвик, но на што ме интересира од големиот број актерски улоги кои што досега сте ги имале позади вас, од големиот број на одиграни представи, која е она улога или она представа која што најмногу се пронајдовте вие себе си, која што можете да ја издвоите или не можете да издвоите некоја посебно или секоја представа е посебна сама за себе? Не можам да издвојам така, затоа што се навистина многу. Некои се помалку драги, некои повеќе драги, некои се многу добро играни, некои помалку добро или лошо одиграни. Не можам да кажам дека сегде сум бил гениален. Можам да кажам дека одредени представи заокружувале или започнувале нов циклус на Петар Горков како актер. Значи со самото играње, зрелост и така натаму и одредени разни околности. Значи има младешки дел, не знам, потоа следи дел кога се застанува некако така како викаме ние со двете нозе стабилно на сцената, нели, како млади летаме повеќе. Па дел кога човек ќе создаде семејство, фамилија, па уште повеќе се спушта на земја и така дека со целата таа зрелост се добива еден друг квалитет, една друга тежина која што за самиот актер е многу значена и многу важна. За сега се наоѓам, се надевам и планирам да живеем уште долго во најзрелиот мој период. Веројатно и еве период кога навистина сум баран од повеќе страни. Така да во тој заклучок би вака само би наредил, значи Макбет, далечната 94-та година, следна е Македонска крвава свадба, Осман, каде што во истата година се случува и Мачка на Вжишто Ливен покрив Брик, кој направи огромен пресврт во мојата кариера. Играњето на Тито во таа, да наречем, скандалозна, воопшто не беше скандалозна представа, направи огромен пресврт во однос на помошта што ми ја даде режисерот за деструкција тотално на целото моje битие и наново конструирање, губејќи ги сите мои комплекси, тие што ги имав барем ова, и исчистувајќи се од се што е надворешно. Така да, од тој момент не чувствам дека се можам да направам на сцената. Значи, тоа е 2007 година и од тука следуваат веќе представа за кој стојам со цело моje битие. И можам да кажам дека се моќни, силни и дека јас сум во нив не 100, 1000%.
Така, која е она улога која што не сте имале можност досега да ја играте, а би сакале да ја одиграте? Некоја ваша улога, некоја театарска представа која е ваша неостварена желба? Вака, јас ја имав таа среќа, некако сум на средина во машкиот дел од ансамблот. Значи 10 години се повозрасни моите колеги од мене и 10 години се помлади. Значи јас сум некаде на средината. И се за среќа или несреќа, не знам. Одиграв многу голем број на улоги, како што кажав. И во тие улоги имаше многу улоги кои јас ги посакував да ги играм, а и немаше кој да ги игра затоа што јас бев единствениот. Не знам. Значи, И долго имавте време, и повторно сум сега сам во својата генерација. Значи, голем дел од тие улоги што сакав да ги играм, јас навистина ги одиграв и сум многу среќен на таа тема. Последната која толку многу ја посакував и години го имав текстот беше Опасни врски, каде што го игра Валмон. И прекинав да размислувам така. Сега е добро да се игра она што ќе ти се понуди. Ние сме актерите суетни малку повеќе, како и во многу бранши луѓето. И кога ќе читаш некаква подела, нова драма, а веќе си поделен во некаква улога, стално ти се допаѓа нешто друго. И најдобро е да не ја знаеш драмата, например новата драматургија за старите, да не зборуваме сега, за посебно Шекспир, и да ти се допадне од одма тоа што го читаш. Значи знаеш што треба да си фокусиран на тоа и влегуваш од одма како работна задача. И тука веќе тргнува цела приказна. Сега ми е тоа поголем предизвик и мислам дека е така попаметно. Неостварено, што значи неостварено, не знам. Веќе можам јас со тоа да се пофалам, секако дека има мои колеги кои имаат еден куп желби да одиграат и јас им посакувам на нив да им се остварат тие желби, затоа што тоа е многу убаво чувство. Меѓутоа пак од друга страна, замислата за одреден лик кој како сака актер да го изигра, нечесто се вклопува со концепцијата на режисерот. Така да можеш да се дојде во судир и да не се направи квалитетна представа. Значи имаме и такви околности кои не се добри. Тогаш звездите не се наклонети на таа представа. Така да поарно да немам, да добивам улоги и да работам и да продолжам да работам. Така, во секој случај. Јас би сакала уште малку да се задржиме на вашата работа. После тоа ќе преминам на оние прашања од приватниот живот со цел уште поблиску да ве доловиме до нашите гледачи на телевизија Мега. Она што ме интересира е дали имате некој посебен ритуал пред излегувањето на сцена, на штиците што живот значат, пред одигрувањето на некоја театарска представа, и дали ви се случило или што кога сте на сцена се случи да заборавите дел од текстот. Што во такви ситуации, како реагирате тогаш? Ритуал секој актер има. Значи, најважниот апарат е говорот. Значи, разгибувањето на устата е најважното нешто кое мора да се направи, посебно кога се игра делата на Шекспир. Тоа е нешто што го правам во својата гримјорна, додека слезам да се шминкам. Кога се шминкам, веќе е фаза на концентрација. А пред самата представа правам молитва. Таа молитва е благосостојба, љубов кон сите. Убаво да се чувствува публиката, убаво да се чувствуваме сите на сцената и сето тоа да помине прекрасно. Значи, таа е молитва која ме довнесува во концентрацијата, плюс прави добро на сите. Во однос на што беше следното тоа? Што, доколку излезете на сцена, во играњето на представата се случи да заборавите дел од текстот? Многу мислат луѓе дека ние го учиме текстот напамет и сите прашуваат како толку текст учите напамет. Значи текстот се учи напамет, меѓутоа текстот се работи, се разглобува. Значи тоа се дели на подтексти се копа многу длабоко. И покрај текстот основен, едно откритие за публиката која не е доволно едукацирана на таа тема, значи ние имаме своја приказ на внатре
секој актер мора да си ја знае својата приказна. Што сакаме с тебе да ти кажам со тој текст што го напишал, еве на пример еден Шекспир. Така да во цела улога јас точно ги знам ситуациите. Што сакам да направам и да се случи блокада, се случува. Зависи, луѓе сме така. Ова може би нема да го кажам совршено така, меѓутоа намерата што ја имам да ја кажам, јас ќе ја кажам. Точно, пораката ќе остане иста и нема да се осети. Ќе остане апсолутно иста. Таму кај што веројатно тоа кај по старите актери било, затоа што совршено знаеле да го одиграат научениот напамет текст, тие имале проблем со заборавање и огромна потреба од суфлер. Денешните режисери избегнуваат суфлер, а и немоќни сме. Ние имаме суфлер на кралски игри, нема од каде да шепне. Нема затоа што публиката е на не цело метро до нас. Така да тоа е мојата работа, тоа е мојот начин на функционирање. Морам да знам што правам и тоа е најважното, како и во животот. Каде е моето либе? Дали мисли на мене? Јас за него само венам. И за него јас ќе умрам. Јас за него само венам. И за него јас ќе умрам. Коленичев јас пред него и со солзи во очите. Кажи верно либе, кого љубиш освен мене? Кажи верно либе, кого љубиш освен мене? Зашто кажа и пред мама? Каде не бевме ние двата? Ако либе те излъжам, по-добре јас да умрам. По-добро е јас да умрам. Ако либе те излажа, по-добро е јас да умрам. Блазе нема тој што љуби.
Той što ljubi verno libe. Той bezcenet kamen nosi i je veren dur do groba. I je veren dur do groba. Той bezcenet kamen nosi. Bezcenet kamen nosi. I je veren dur do groba. Do groba. И сега би сакала малку да поразговараме, како што неколку пати спомнав пред нашите гледачи, малку и за вашиот приватен живот. Ете она што би сакала да го започнам овој дел од разговорот е како поминува еден ваш ден и кои се работните обврски кои што ги имате во текот на еден ден. Верувам дека секојдневно се различни, дали припремате представа или слично. Невек да го доловиме еден ваш ден на нашите гледачи. Например, да, кога работам представа, сум претежно посветен на работата на самата представа. Тука моето присуство, тоест отсуство, шкрипи во семејството, иако ја имам огромната поддршка од тоа. А кога не сум ангажиран со секојдневни проби, тогаш комплетно сум посветен на семејните обврски, на разнесување на децата на школа и на сите обврски кои еден секој нормален семеен човек ги има. Секако ми е неминовно да поминам до ова мое драго бифе. Тука се сретнуваме со колегите, така, се смееме, расположени сме, се кажуваме вицеви. Так, раскажуваме одредени представи, настани што се случуваат во целата земја и така, гледаме да го поминеме времето квалитетно и убаво. Така, а сте човек по оние излетнички дестинации, да сакате да одите во природа, да сакате да прошетате во планина или можеби покрај езеро? Да, значи на лето го правиме тоа покрај езеро обавезно, а во однос на планината преблиско е до нас. Не одиме често, сакаме да одиме, кога одиме уживаме секако. И си велиме да одма сега следната недела ќе одиме и секогаш излегуваат некакви работи и ние наместо да ги тргнеме тие работи да заминеме, ние стануваме робови на тие своји обврски. Така да не пречесто ја посетуваме нашата прекрасна планина. Порано бев некако по-слободен и со сопругата и со синот кога беше помал, го правевме тоа секоја недела. Меѓутоа некако еве со ќерка ми, таа е помалечки, не често го правиме целото. Добро, не си приуштуваме задоволството, повеќе сака на езер. Така, кога веќе ги спомнавме вашите дечиња, синот и ќеркичката, дали може би некој од нив има афинитети да биде како тато, да ја продолжи вашата работа? Не знам, Филип ми е матурант, сега заврши и такви амбиции не искажува. А Јована е трето оделение, завршува. Таа со своите фантазии се уште е малечка, меѓутоа начинот на кој си играме и си ги измислуваме сами игрите, така, на кој фантазира, не знам, се гледа како во огледало во мене, па мислам, фотогеничноста нејзина исто така, мислам дека има огромен потенцијал таму внатре. Јас нема да пробудам, јас не сум донесол дете моје да игра во театарот, значи, доколку посака, ова јас се го донесам. Јас намерно нема ништо да направам. Ги оставам апсолутно на ниве избор, затоа што како родител и за секој успех и за секој неуспех јас секогаш ќе бидам покрај нив и ќе помогнам таму каде што треба. А ако се одлучат да се бават со оваа работа, секако дека ќе помогнам и со било која друга.
Така, поддршката нели во Нема да секој остане, случај е најбитна. Нема. Оно што исто така ме интересира кога веќе сме кај семејството, кај домашните обврски, ете колку вие знаете да и помогнете на вашата сопруга при извршувањето на домашните обврски, или можеби сте од оној тип кој што ги дели работните обврски, односно домашните обврски на машки и на женски? Не делам ништо, нема нешто специфично. Сопругата е многу посветена на семејните обврски. Кога треба, самата ја бара помошта, така да јас сум многу фрлен на работа. Навистина на работа, затоа што цел период и кога не работам, навистина имам многу работа и имам нон-стоп нови проекти. Еве ќе откриеме нешто подоцна. Така да цело време сум со работа, помагам апсолутно на се што треба да се донесе, да се купи, да се направи, меѓутоа нешто со чистењето не сум близок на таа тема, освен каде што е невозможно жена ми тоа да го направи, па јас го правам, да. А што се однесува во однос на готвењето, дали можеби знаете некогаш да сготвите вие нешто? Да. Се снаоѓам, јас сум поминал студентски живот во Скопје, научив многу работи и кога имам кеф го правам тоа, да. Ова посебно како вечери ги правам, не како ручек, не сум правил, еве. Веројатно сепак заради обврските, инспирацијата некако ми е ова. И правам тоа што ќе најдем и тоа што има, па измислувам самиот интересни работи. Интересно, да, во секој случај. Еве, кој е вашето најомилено јадење? Кажавте дека сакате да експериментирате, но во што најмногу уживате во однос на храната? Во тоа што го правам јас, посебно се занимавам со топените сирења и мешањето на паста со сирење, разноразни други додатоци внатре. Во разни комбинации, звучи, морам да го признам. Тоа се надевам ќе имаме прилика некогаш да го пробаме. А во однос на јадењето, на класичните јадења, значи сармата од зелен од лозов лист ми е традиционално квалитетно јадење кое го обожувам, и јогурт литава или елба сантава, како што се вика. Тие ми се двете омилени јадења. Така. Бидејќи полека по полека се движиме кон крајот на емисијата Од блиску со, но во секој случај ви има уште неколку прашања кои што сакам да ви ги поставам. Со вас има многу да се зборува и во однос посебно нели на вашата работа, но ете се надевам во некоја друга прилика ќе имаме на таква можност и поопширно да го опфатиме и тој дел. Уна прашање без кое што не може да помине мојата емисија е како би се опишале вие самите себе си, во неколку збора. Многу едноставен човек, посветен на љубовта, во целокупна смисла на зборот, посветен во вербата на Бога и во се што дава, практичен, конкретен, дециден во многу фактори, човек кој знае да се радува на многу мали нешта, ужива во животот, среќен со сопственото семејство. Мислам дека доволно кажа. Да, одлично. А тоа последното најмногу ме радува кога што кажавте човек е среќен со сопственото семејство, нели треба да е среќен со она што го има и што го поседува. Еве сега правиме 20 години заедно. Значи кога ќе оди ова емисија, 1 јуни е датата на нашата свадба. Значи баш го погодивме и тој ден, еве ќе ви посакам убави желби и вечни да бидете уште долги години, само убави моменти во секој случај. Нели секој човек во својот живот има некое свое мото, мисла по која што се води во животот. Ете, која е онаа ваша мисла водилка по која што се раководите вие во вашиот живот? Значи, многу едноставно е, на грам талент доаѓа килограм работа. И секогаш да се искачуваме на планината за да стигнеме до врвот, но никогаш врвот да не промени како човек. Така. Што лесно може да се прави. Во секој случај. Ете, бидејќи кажав се, за жал се приближивме кон крајот на емисијата Од блиску со. На самиот крај само би сакала да споделим уште со нашите гледачи. Спомнавте нови проекти на кои што ќе работите. Еве, што подготвувате во блиска иднина, што можеме да очекуваме од ваша страна?
Значи, работам на проектот издавање на аудио CD. Тоа е од лайв концертите кои јас ги имам, кои ја говорам нашата македонска народна песна, поезија и така натаму. На барање на моите пријатели драги од Црвен крст Битола. Тоа ќе биде под нивно покровителство. Јас комплетно го подарувам тоа на Црвен крст Битола, без да имам никаква надокнада за целото. Едноставно во мене ќе има можеби 2-3 CD-а, колку јас да имам спомен од целата приказна и примеров сека како некој ми побара. Другото сето ќе биде на Црвен крст. Што ќе прави со нив, се надевам дека тие пари кои ќе ги собере ќе се најдат, затоа што тоа е нивната дејност, ќе се најдат на вистинските места. Така, убава работа од ваша страна. Така, CD-то ќе се вика љубов. Така, одлично. Тука неизбежно ми е прашањето колку вие сте хуман. Ова што сега ќе го направите во соработка со Црвен крст, навистина е акција за поздравување. Те верувам дека и голем број останати граѓани би го следиле вашиот пример. Колку вие сте хумани? Па јас се надевам дека сум онолку колку што ми се моите можности и желби. Го правам тоа финансиски, не сум моќен за да многу помогнам, меѓутоа вртам телефони кога треба и каде што треба, а во однос на материјални работи апсолутно, значи не знам што се немам даено и ми е драго тоа да е така и секогаш да се однесе таму каде што треба. Не мора секогаш да биде презентирано преку медиуми целото тоа. Не сум човек кој од таа страна сака да се експонира. Сакам едноставно да ги дадам работите и да се заврши приказната таму доволен еден што го знае тоа и никој повеќе. А во однос на презентација на мене можеме да зборуваме само како Петергор актер и родител и сопруг секако. Така, мене ми останува на самиот крај да ви се заблагодарам за вашето учество, што ве доловивме малку и од она другата приватната страна на нашите гледачи. Ќе ви посакам уште многу успех, се разбира уште многу представи, да си го работите ова бидејќи одлично го работите, само на самиот крај некоја порака до нашите гледачи на телевизија Мега. Да, што повеќе да ги има како публика театарска, пратејќи секако сите информации на телевизија Мега и да се радувате во животот и да бидете среќни и на малите нешта. Sanoć 7 treno. Sanoć 7. Sanoć mislim. Site pesmi treno. Site pesmi ispevo. Site pesmi ispevo. Сите свирки свиркувам, тамбурата тренувам, искршувам. Саноќ 7 тренувам, саноќ мислам, сите песни тренувам, измислувам. Сите моми измислувам, само тебе трено, само тебе те спомнувам. Кога тебе трено те спомнувам, чаша солзи наполнувам. Бела риса натопувам. Награди ја трено,
nagradi Jezušua. Nagradi treno Jezušua.